Dami i gospoda, započnuva programata Glasot na narodot со Slobodan Tomić. Interakcija 100%. Kažete si sve što vi leži na srceto i teži na dušeta. Tuka sme da vi pomogneme. Ekskluzivni temi, sogovornici koji nema da odbegna s odgovori na vašite prašanja, komentari ili kritiki. Postojime za vas. Glasot na narodot. Ključot na demokratijata. Glasot na narodot со Slobodan Tomić vo živo. Odgovorit ću ti na prvo pitanje, ali onako najiskrenije šta ja mislim da je posredi u tim trenucima. To su Bog i anđeli čuvari. U tim trenucima kada fizički i materijalno više ne osjećaš noge, ne osjećaš sebe, ne osjećaš da imaš snagu, vrtiti se tlo pod nogama, vrtiti se nebo iznad glave. U tim trenucima sa svojom verom koju imaš i nadaš se da će biti ta božanska intervencija. I možda mi nećete verovati ovo što sada pričam, ali mnogo puta u karijeri mi se to desilo. Gde sam ja sam sebe iznenadio, da kažemo ovako. Glasot na narodot со Slobodan Tomić. Gledajte me. Dobro večer и добре дојдовте во Гласот на народот. Сакав да започнам со еден навистина светилник. За мене е светилник. Човек кој навистина е парадигма, е икона, еве за нас сите православни христијани кај да сме во светот, како се треба се сака и држава, и дека треба да постои верба и да го почитуваме Создателот. Ќе го спомнам само мојот татко. Татко ми заврши стоматологија во Белград, 53-4. Интелектуалец, меѓутоа ми збореше: Слободане, мораме да се плашиме од Создателот. Ние од скромноста велеше, ние скромните или обичните луѓе, секојаш беше во обичните луѓе, го викаме Господ, а по интелектуалците викат космос. Како и да е, Господ, космос, и јас се согласувам. И затоа верувам да имаме верба, а само таа ќе не обстои. Вербата е голема, таа не може никош да умира, и какво што викат последна, но вербата е да ја зачуваме и обстоиме Македонија. Затоа, почитувани, мојот драг пријател со години, Ристо Никовски амбасадор, го поканив вечер да биде мој соговорник. Добро вечер и добро дојдовте. Порам нашол, добро вечер. Еве го пуштивме Новак Џоковиќ, кој победи, се пласира во полуфинале. Браво, му честитам, светска личност, тоа е нешто навистина со кое треба цел Балкан да се гордее. Со тоа што покажа што е народ, што е народност, што е љубов, патриотизам, што е семејство. Значи, тука не гледа. Алтруиста. Абе, борец пред се. Фајтер, голем борец е, никогаш не се предава, разбирате, во нешто што му се случуваше минатиот пат во Австралија. Таа беше под сите вредности, разбирате, зашто? Затоа што беше Срби. Да беше француз, германец, британец, тоа немаше се случува. И видите, тоа покажува еден фашизам, ако сакате, во светот, а тој се издигна сето, тој пак победува. Секоја му чест. Не само тоа, ми велат слобода не пушти од него тоа што не е како фраза, дали тоа е некоја војна на меѓу православието и католицизмот? Видите... Не би сакал да се раширам само кратко тука. Видите, најкусо Хантингтон напиша книга, доаѓа конфронтација на вредностите, на религиите, на нациите, разбирате. Така да мислам дека тоа се случува, за жал. И религиозната конфронтација ќе биде не меѓу католиците и православците, ортодоксните, туку ќе биде и христијаните, но ќе биде пред се меѓу муслиманите и другите вери. Да. И тоа веќе започна. Али тоа не е она што нас не загрижува. Апсолутно. Јас сакам само да кажам дека секоја слога, секојаш народот го спасува. Меѓутоа, имаме некако слога ние да донесеме во делот на ова најголемо премрежие што се случуваат во изминати години, особено овие 7 години катаклизмични, катастрофални за Македонија и породи по државјанство на македонците кои живеат.
ставени се на работ, на страмот, на столбот на страмот, на ивицата на немаштијата, на обстанувањето, обстанокот и сето она. Од друга ситуација, и темата што вечерва ќе третираме, проблемот со пасошите се решават само со една нота, беше предизвик, затоа ја поканив. Ви дадовте еден прекрасен текст, и затоа и вечерва ќе го третираме и ќе продолжиме со актуелните случувања. Но ќе ми дозволите, бидејќи во рамките на гласот на народот ние сме интерактивни, значи ги поканаме гледачите доколку имат простор, нека поведат. Значи, имаме еден простор кај што викаме избор. Изборот е вечерва еден прилог на телевизија Алфа, ќе ја замолам режијата, нека биде еден шлагвор за нашата тема. Режија, одиме со прилогот. Ковачевски го прозва, Пентаровски негира дека врската да се јави кај грчките колеги за да дадат дозвола да се пролонгира рокот за промена на личните документи е негова. Македонските институции може да направат законските измени да важат и по 12 февруари, но ќе бидат залудни доколку Грција не даде дозвола тие да важат за патување надвор од Македонија. Председателот Стево Пентаровски треба да крене телефон или да прати допис, тврди премиерот Димитар Ковачевски и додава дека се работи за документи за надворешна употреба и потребен договор со грчките власти. Со грчките власти немам разговарано. Тоа председателот на државата, нели, презеде обврска да се чуе со председателката на Грција. Имаме разговори кои што се водат со ресорните министри. Ја видов иницијативата на ВМРО ДПМН до Уставен суд. Значи, таа иницијатива јас не ја отфрлам. Не постои причина зошто би ја отфрлил, меѓутоа на крајот тоа е одлука на Уставниот суд. Меѓутоа, пак ќе се вратам дека документите за надворешна употреба им се потребни на граѓаните за да патуваат надвор од државата. И затоа треба да се постигне некаков договор и со Грција. Помош во процесот е припатлив за председателот на државата, но не и обврска за разговор со грчките колеги, било од кабинетот. Председателот даде предлог за надминување на проблемот што се појави во однос на замената на личните документи и патни исправи, но таа процедура е во целосна надлежност на владата и собранието. Додека се чека одлуката на Грција дали ќе го прифати барањето на македонските колеги да се продолжи рокот за промена на патните исправи, граѓаните остануваат изложени на минусни температури со часови да чекаат за да извадат нов пасош. Известно е дека од зима граѓаните ќе дочекаат и лето без сите да ги обноват биометриските документи. Се загрозуваат патување надвор од државата и годишните одмори. Рековме избор, што конкретно телевизија Алфа, но и тие користат материјали телевизија Телма, како да е благодарам многу на почитуваните колеги. Амбасадоре, или на позната ем шуто ем рогато, или мама на тате, тате на мама, дете без капа. Еве слушаме како се припукуваат. Ви имавте токму таа тема, рековме проблемот со пасушите се решава со едно ното. Би сакале да ни ја презентирате? Видите, ова што го видовме во прилогот и што се случува во држава последниве, не знам сега колку недели, 2-3 недели, не е битно, покажува еден тотален аматеризам, дипломатска и политичка неписменост. Што велите вие тате на мама, мама на тате, разбирате? Премиерот вели треба да се јави председателот вели тоа е проблем на владата, а велам тоа е од глупост во навистина една беспајке што покажува срам за државата во целина. Видите, прво, никој не го детектирал проблемот. Тој е дипломатски. Знаете, се работи за договор со Бугарија, кој Македонија, од објективни причини, може да има и грешки. Договор со Грција, мислите? Да, како рекол? Да, Бугарија, нема. Пардон, со Грција. Договорот од Нивици, нели така? Да. Значи, се работи за договор со меѓународен договор. Едната страна, Македонија во конкретниот случај, не е во можност да изврши еден дел од тој договор, кој не е суштински во основата и де факто глупост била исто така и будалштина, ако сакате, што во договорот прифатиле дека за 5 години ќе се менуваат сите лични карти, сите лични документи, без оглед на важност. И второ, уште поголема глупост, тие што имаат важни документи, да платат за промената на документите. Значи, некој од нив им наметнува ради своето незнаење и некадарност да го менува документот и за тоа треба да платат. Видам,
На штета на народот. На штета на народот. И велат се фалат 5-6 милиони евра собрале. Инкасира. Значи го плячкале народот. И ше не толку ше повеќе треба да инкасираат, бидејќи рекоа 1.300.000 пасоши треба тек да се издаваат. Мислам дека измаме една таква изјава, ама текстуална од господинот Спасовски, колку вели, рече да го имате лопот, колку е, може да коментираме во секој случај. Тоа е околу 1.200.000 пасоши се издадени. 1.200.000 или 300.000. Не е важно. Да, тоа е, вика, министерот Спасовски вели, досега се промените околу 1.200.000, а уште толку 540.000 возачки дозволи. Амбасадоре, еве мој пример. Јас сум извадил пасош 2021 и ми важи до 2031. И сите лични документи. Зошто да платам за нови пари? Не. И не само ја. Безсмислено и тоа е казна де факто. Нели? И то во ситуација која што можете да чекате, да се тепате, да смрзнувате, да се девалвирате, да се малтретирате. А проблемот е многу едноставен. Како е проблемот? Видите, да се проблемот е решава. едноставен. Значи, имаме меѓународен договор. Така. Македонија не може да изврши една од своите обврски, која не е, реков, вклучена, затоа што врз основа на тој договор ние се обезличивме, се откажавме од самите себе излично. И сега во дадената ситуација, ви имате еден најпрост едноставен дипломатски чекор. Со нота се известува грчката страна. Можам дори сега да ја изрецитирам нотата која треба да се прати. Не молам кажете на господинот Бујар Османи, кој вели дека брутално ќе биде искрен, нема да ни даде надеж дека можеме да добиеме фидбек. Тој се заканува. Тој место се бори за нашите интереси, а тоа важи за премиерот и за председателот исто така, тие се закануваат и Бујар Османи вели дека нема шанса да се тоа реши, нели така во корист наша, дека мора се почитува договорот од Нивици. Велам, човекот најва за другата страна, очигледно. Тоа не е првпат, тој цело време така најва и за бугарите, цело време за нив најва. Сите негови изјави се како да е бугарски или албански министер за външни работи, не македонски. Значи се пишува нота во која се известува грчкото, значи македонското министерство за външни работи, како што во онај дипломатски јазик изразува својата почит така натака на грчкото министерство за външни работи и го известува дека македонската страна не успеа да ја реализира обврската од договорот од Нивици, нели така, тој има свој наслов, ќе се повтори целиот, од членот 1, ставовите 8, 9 и 10, со кои Македонија се обврза дека во рок од 5 години од ратификацијата и од стапувањето на важност на тој договор, ќе ги промени сите лични документи. И ќе продолжи дека Република Македонија направи се за да ги смени документите во обврзувачкиот рок, меѓутоа ради огромниот број на документи и ограничените капацитети за таа промена не успеа да ја заврши оваа обврска од договорот. Македонија не се откажува од својата обврска, што е клучно во сето тоа. Значи, не бараме никаква ревизија на договорот. Ние само ги известуваме за едно задоцнување. Техничка работа. Техничка работа, точно така во суштината. И, бидејќи се работи за огромен број на документи, не сме во можност сега да ги известиме во кој рок ќе биде исполнета таа обврска. За истото ќе ви известиме кога ќе биде веќе јасна ситуацијата околу завршувањето. Завршена приказна. Видите, има и друга можност. Да Македонија, например, побара со нота дека не успеавме ли така да го исполниме, да исполниме таа обврска, дека бараме продолжување на уште 5 години. Округло 10. Видите, во таа ситуација, ако бараш продолжување, другата страна ќе мора да даде согласност. Разбирате, значи, во таа ситуација ти го ставаш на маса проблемот и бараш од другата страна позитивна реакција, согласност, да се направи некој анекс, да потврди со нота. Ако ова првата верзија која ја кажавме, разбирате, дека ги известувате само, тие не мора да одговорат. Нема никакво врска. Ќе премолчат. Тие мора да го примат на знаење да го земат тоа. Ги информиравте, ги известивте. И завршена приказна. А доколку реагираат, што грчката страна сепак е од нас цивилизирана и писмена, нема да реагира, свесна дека ако реагира, разбирате, нема што да го постави како контра, на кој начин да го тоа стави под знак на прашање. Нема.
Зашто ти ги информираш и завршена работа е. А ако измислат некои глупости од нивна страна, да речат, не знам, ова, тамо, знаеш, во дипломатија, се можно. Колку се испочутува до другата страна. Видите, тогаш нашите ќе реагираат на еден сосвен поинаков начин. Цивилизиран исто. Исто, најдипломатски, најкоректен, дека од другата страна ништо нема испочитувано. Тие од знаците сообраќајни не ги промени и не прават недоквакани дека зависи од општините. Па кој да ги Централното е кој е поангерен, централното или локалното? Кој е поважен? Кој е шеф од државата? Тоа е прво. А второ, велам, уште поважно, има 3 протоколи кои беа договорени за во Нивици. Така. И кои грчката страна требаше да ги помени собранието, да ратификува, ништо тоа не е направено. Значи, ако тие за нас важни протоколи не ги минуваат во собранието и никому ништо, а ова рокот е апсолутно едно техничко прашање и за тоа завршува приказната. А дека тоа не е ништо ново, ние кога, според сите меѓународни договори, кога завршиме прво постапката со ратификација на катастрофалниот и предавнички договор од Нивици во собранието, ние со нота ги известивме. Значи, менувањето на ноти во овој конкретен случај е веќе пракса. После тоа, кога ние го променивме уставот, нели така, со кој се елиминиравме себе како македонци, се поништивме, нели така, на меѓународен план, ние повторно со нота ги известивме. И сега трет пат со нота ги известуваме дека за нешто што нема да им биде ни многу пријатно и нема да им направи кејф сигурно, за нешто што е технички проблем кој ние ќе го решиме со текот на времето. И завршува приказната, разбирате. Во дипломатската пракса тоа е правило, тоа е нешто што е со долгорочно искуство и на тој начин се решаваат проблемите. Велам, никаква обструкција од грчка страна нема да биме. Тие само ќе го примат на знаење. И од друга страна, ова што го направи опозицијата, што го даде на Уставен суд, разбирате, тоа може да го донесе Уставниот суд, да го суспендира, да го поништи законот. Мислам, да го поништи не би било во ред, затоа што тоа е обврска. Конфронтира се повторно. Да, пак би било на некој начин против грчката страна. Затоа треба всушност владата да даде предлог на собранието, собранието да го суспендира тој закон и тој закон да, нели така, во периодот додека не заврши оваа постапка, да тој закон биде суспендиран. Иначе, знаете што се случува? Во даденава ситуација, бидејќи, видите, ние треба да го известиме светот, сите држави, дека нашите пасоши со старото, со вистинското име, де факто, што ова друго е навредливо и неприфатливо, ќе важат до 12 февруари. Ако не ги известиме, никој за тоа не знае. И ако тоа не го направиме, а законот важи во земјата, нашите пасоши нема да важат само на нашите граници, а ќе важат во цел свет. Значи ќе направиме од себе едно, не знам, еден нешто што цел свет не ќе се подсмева некој, може ќе да направи филмови, да снима и комедии да снима. Не се подсмеваат, бидејќи велат како сте успели да го смените. Ќе ни важат во цел свет пасошите, освен во Македонија, нашите пасоши. Па слушате, поголем апсурд ми се дека не може се замисли. Проблемот е многу едноставен. А знаете што со ова се прави де факто? И знаете што би било уствари најпаметно? Сега, како што рековте и вие за вашиот пасош, сега со таква нота се суспендира таа наша обврска и да тера 5 години. 5 години помина, уште 5 години, сите документи ќе се станат важички, разбирате, и секој ќе си ги менува документите во моментот кога му истекува. Секако. А тоа, тие со пасошите го решија на некој, да речам, делумен начин, со тоа што со личните карти, го решија со личните карти на еден делумен начин, со тоа што личните карти ќе важат во земјата, нема да важат како во странство, како што ние патуваме во Албанија, во Русија, такво разбирате. Со овај потек ќе си продолжат да си важат нормално како и до сега и во земјата и во странство. Така да, со еден потек се решава се и државата не се става во една неблагодарна ситуација. Видите, со овај потек, со таа грешка, со таа глупост која е направена за 5 години да важат, разбирате, ние колку имаме народ во светот,
Имаме најмалку 100.000, може и 200 има. Па има не само Америка толку. Може и 200 има. Не велам колку има со македонски пасоши. Некои имаат и дупли пасоши, тие имаат решение. Така. Јас претпоставувам дека најмалку 100.000, а можда и повеќе, а можда и помалку. Ова е од ракав изваден податок. Значи, има де факто македонски пасоши, важечки пасоши, кои, ако на 12 февруари им престанат да важат, тие не може да престојуваат во странство. Секако. Тие се тамо веќе луѓе без државјанство, без документ, разбирате? И ти, Османи, вика, тоа не е надлежност, не знам, ваква, на председателот, вамо, тамо, он вика дека нема да го менува. А што ќе прави со тие луѓе надвор? Мен тројца ми се јавија. Од Швајцарија, од Шпанија и од Канада, вика, мисла дека сум јас, нели така, од дипломатијата, па треба да знам нешто повеќе. Вика, што да правиме? Вика, остануваме без документи. Тие као апатриди ќе испаднат, разбирате. Ти може да бараат, азил да бараат, разбирате, зашто? Нема тако. И знаете што е другиот страшен податок? Тие, со тие своји пасоши прогласени во светот за неважички, не може да се вратат од земјата, не може да патуваат. За да се вратат од земјата, луѓето наши кои им истекол пасошот, го изгубиле пасошот, нели, им престанал важноста, морат да најдат, да добијат од нашите ДКП, дипломатско-консуларни представници во светот, пасаван така наречен, патен лист се вика тоа. Тоа е привремен пасош со кој ќе може да се вратат ако се во Канада, да патуваат до Македонија. Чим лез до Македонија, тој веќе не важи. И се замислите ви. Како пробни таблици за колите. Како пробни таблици за колите, така. Ќе купите кола во Германија и со пробни таблици важи. Дојде во Македонија, може да ја смените, да ставите трајни. И се тие луѓе, кај да најдат патни листови? Во Африка, колку имаме ние? Во цела Африка има македонци. Дека биде по 5, по 10 души. Кај тие луѓе во Африка имаме само во, ако не се, само во Египет имаме. Само Египет дека пријаме. Тие сите треба да во Египет да вадат патен лист. А како ќе да до Египет? Од Јужноафричка република. Ама како ќе да до Египет? Не може да таму да контрола, имаш се. Ама не може да без пасош не може да патуваш. Да патуваш, разбирате. Правиш таков безобразно. Правиш таква трагедија, правиш таков хаос правиш, што никому не му е јасно, поготово на министерот. Талентиран министер за внатрешни работи, ова го пренесувам ставот и гласот на народот, што не му се подсмеува. Не се јавил кај вас, почитувани амбасадори, дипломати, за совет, за стратегија. На што тоа личи? Пак вели, брутално искрен ќе бидам. Не ви давам надеж. Создав уште поголемја нервоза кај народот. Министерот наш моментално за надворешни работи не работи за интересите на Македонија, работи за некои туги интереси, било од странство, било на следните земји по неговата националност. И ова е само нов доказ, разбирате. Во самото министерство мора да има луѓе што ги знаат тие работи. Значи не се консултирани, не се прашани. Исфрлени се, амбасадори. Веројатно тие што вредат, се во немилост, разбирате. А тие што вредат, тие и знаат, овие другите не знаат. Ви сте референтен амбасадор, бевте повеќе држави. И пазите, внимавајте на оваа ситуација. Имаше критики за така наречениот извесен некој конзул во Нью Џерси, во државата Њујорк. Не, беше за Њујорк, беше, да. Меѓутоа, зборот вели, што барате, тој не треба да има висока дипломатска функција и познавање. Ја викам, боже, зар може? Тој е патриски човек, да биде наше дете. Дали си ги ослободил, си ги заштитува, си ги спаструва од секакви опасности понатаму. Видите, од тоа го спомнавте, тоа е еден од абсурдите ова држава, која де факто ја негираме дека е држава. Ние самите не признаваме дека имаме собствена македонска држава. Многу често, на времето беше пракса тотална. Верувам и сега, амбасадорите ги договараат меѓу партиите. Значи, ти самиот ја игнорираш државата. Тоа е државна функција. Тоа функција може да се договара во рамките на владата, нели во прво Министерство на внатрешни работи да се кристализираат кандидатите, да се види кој има за тоа, нели така, некако за овој конзулот, кој има аргументи, кој има... И претходната што беше најувачка. Не, тоа пракса била цело време, од почетокот, од ратот на Југославија. Амбасадор треба да заборави политички партии, се согласувате со мене, интересна држава. Видите, тоа е државна функција. Ја представаш државата? Може да решава само државата. А дали партиите на некој начин ќе влијаат преку државата, тоа е неизбежно. Ама да решаваат, да се договараат партиските лидери за амбасадорите,
покажувај дека немаш држава. Тоа е И тоа се шверц случува. комерц дипломатија. Се сеќавате, пронајдени се големи количества на алкохолни пијалоци, значи акцизни стоки наместо мебел. Дипломатски мебел, се сеќавате, тоа е скандал. И моите штаба, никој не коментира. Да, во Италија беше тоа случај. Точно, Италија преку Австрија, таму. Видите, мислам, добро, тоа е веќе криминал. Тоа е нешто друго. Ова зборуваме за професионализам. Ова зборуваме за нешто што не е спорно. Знаете, кај нас Македонија е релативно како самостојна држава со собствена дипломатија, не е долго, 30 на години. Една Турција 2000 години е гради својата дипломатија. Во Британија кралското семејство на Чарлс и на Елизабета е преку 1000 години е на власт, разбирате. Тоа се традиции, тоа се школи, искуства, познавање искуства, знаење. И основното што се заборава и што се игнорира и негира е дека дипломат може да биде секој. Дипломатијата е занает, разбирате. Не случајно двата најстари занаети се дипломатијата и проституцијата. А тоа се, тие се најстари зашто? Зашто биле потреба на луѓето. Разбирате, што првобитното општество се вика, тие односи меѓу племиња, вамо, тамо, мора се решаваат. Кој ќе ги решава? Дипломати. Не ги викале така, али да тоа се сведувало. Почитуваната колечка во студиото, Гордан, че замолам, знам дека секојаш ад колку ја барам таа изјава на Бујар Османи. Повторно, само кратко ќе влеземе на таа тема, за бугарскиот проект, да речам, диктат, кај што Османи признават дека тоа е дело на СДС и ДОИ. Тоа е еден убав слайд во којто изјавува за Frontline, тоа е еден портал, каде што јасно и гласно и најчесно признал дека тоа е нивни изум. Колку ќе не чини таква девастира, амбасадоре, внесувањето на бугарите во уставот било наш изум. Османи тврди дека предлогот за уставни измени дошол од македонска страна. Тоа е факт. Ве молам, ако дали ова веќе 100-0? Факт. Видите, јас конкретниот министер го критикувам на еден, значам, жесток начин, со аргументи, меѓутоа, еве прилика да му дам признание, јас имам напишано тоа. Се снаоѓа изванредно. Во ситуација кај што нема ни еден аргумент, тој вергла, врти, сучи и на крај ќе испаде дека е во право. Второ, ова што го кажува овдека е апсолутно точно. Врската да го менуваме уставот е договор меѓу Ковачевски и Петков, двата премиери, кои на времето доби така наречен форма или име, разбирате, на така наречен француски предлог. Таков не постои. Тој е постигнат под притисок на Франција како председавач со Европската унија, меѓутоа тој е наш договор и наша обврска и тоа е факт, разбирате. И второ за Османи, позитивно овој случај, прв кажа, прашањето на јазикот ќе го решиме со поединечни изјави на двете страни. А истовремено премиерот вели, за јазикот и за идентитетот не станува збор. А овој додаде, Осман рече, за идентитетот рече, тој е на маса, ама за него не се разговара. А зашто е на маса како украс? Разбирате? Значи, чим е на маса, а се преговара, на маса може да биде само нешто што е актуелно и што е спорно, разбирате. Така да, човекот, дали свесно или несвесно, али во секој случај ни ги откри карта. Влагаме веќе во најсуштествената тема, си заминува ова навистина Фала му на Господ. Апокалиптична. Фала му на Господ. Фала му на Бога. Јас ќе го пренесам гласот на народот. Имаме тука повторен избор. Заминува Ковачевски, вели само во изборот на тој прилог. Апропо, зошто ние 2016 се сеќавате, СДСМ не присуствуваше на изборот на гласањето, а не само тоа, само во контекст на тоа е познато и Зоран Заев, кој имаше инаугурација на Стево Пендаровски, возеше трицикл со еден збор испрати СМС порака, што е пак скандал. Додиме со прилогот Ковачевски заминува. Fly, таче fly. Идеме со. Тогаш беа други услови, тогаш
Тоаш вие знаете дека собранието беше злоупотребувано од страна на власта. Вие се сеќавате при носење на буџет пратениците на СДСМ беа исфрлани од собранието. И владеја други услови и таа пржинска влада беше воведена токму заради тоа што не постоеше демократија во државата. Инаку денес имаме апсолутно владење на демократијата, самите вие медиуми можете да потврдите за слободата со која можете да известувате, што не беше случај до 2016 година. Еве, јас ќе демонтирам. Јас сум како автор на оваа емисија 24 години. Работев на телевизија Сонце, работев македонска телевизија. Ја го критикував во дадени ситуација Никола Груевски и неговата влада во повеќе наврати. Значи немав забрана, никој не можеше да ни забрани, бидејќи сум фриленсер. Зошто, која е логиката на изјавата на неизбраниот премиер, да речем? Видите, неговиот претходник, сите мислиме дека полош од него не може да биде. Овој за жал испадна полош. Иако грешките и, да речем, предавствата, тоа се предавства во прашање, капитулациите ги направи неговиот претходник, меѓутоа ништо од тоа што следеше, што го направи сегашниот премиер, не е подобро од претходникот, дури помногу што е полошо, зашто ако бевме паднати на најниското скалило и кој мислиме дека нема подолу, отидовме уште подолу. Разбирате, овој премиер кој сега утре заутре треба да поднесе оставка, немаше капацитети за функцијата која ја прави, која ја исполнуваше, извршуваше. Само да ги земете неговите настапи од кои добивме делови на меѓународни конференции. На што личеше него? Тоа како да одиш во некое основно училиште да зборуваш, па ќе видиш малце повнимателен, ќе бидеш и однесувањето ваше. По да речам соодветен на приликата. Велам, страшни работи. Државата доби невидени удари на својата сериозност. Ниски ударци. На својот рейтинг, на својот капацитет, на својот авторитет, на својот суверенитет, тако сакате. Така да, се што се правеше и сите грешки кои му се припишуваат на министерот Османи, де факто се резултат на договор со премиерот. Не можел ништо да направи тоа без договор со премиерот. И најстрашно сето тоа не е договорот со Бугарија за непријателство, најстрашниот вториот протокол што го потпиша Османи. И првиот на Никола Димитров е катастрофа, али ова на што потпиша вториот протокол, тоа е предавство на сите клучни интереси на Македонија. Тука е и промената на уставот, тука е сите, мислам, се што влезе во преговарачката рамка, тука е историската комисија, тамо во вториот протокол, па нека не биде 10 пати, али 5-6 пати се повторува заедничката историја со Бугарија. А заедничка може да биде само бугарска. Нема два народа, не може да имат заедничка историја. Може да имат измешана, може да имат нели така делумно која се поклопува. Ако ние со Бугарија имаме заедничка историја, што стана со турците? 500 години биле македонците под турско ромство, под јарам турски. Колку бенефити има турската култура? Значи, сакам да ви кажам, значи, велам, тоа се такви глупости, такви будалштини, такви предавства на суштинските, на фундаменталните интереси на македонскиот народ, што нема човек зборови да ги опише. Да. Знаете, јас често се наоѓам во ситуација, јас сум бил долго години дипломат, па се вика и да си глуп ќе научиш нешто. Јас сега, знаете што велам? Користам зборови, користам изрази кои се апсолутно несоодветни, далеко од дипломатијата. Затоа што ситуација е таква. Не можете, мене ме критикува и сопругата дома, не можете да користите нормални изрази за нешто што е надвор од умот. Ама не нормално. Ама што е надвор од умот, разбирате, не може да вие да бидете нормален и да кажувате дека ето времето е вакво, тако, не знам што тако. Се сеќавате на сајмот за вино, за представувањето на македонскиот традиционален пијалок, што е во светот се познати. Како наликуваше визави председателот на Србија, стамен, авторитетен? Да, со песмите, друга ситуација, со песмите не само и така тоа, не. за виното што помали, не за ниски работи. Но, амбасадоре, тука се случи еден настан, ја ќе речам, дали беше изфингирано, сценирано од некој да му биде, да им дава ветер у грб на оваа коалиција. Тука ќе го спомнам господинот Обрајан, кој навистина невкусно, народна забелешка, експертска забелешка, со две изјави. Прво со колата, второ, вчера дали некоја влада
кој претендира, политичка партија претендира да превземе власта, има европски визии. И конечно премиерот, фактичкиот Артан Групи, бидејќи тој е фактичкиот премиер, тоа е моментално. вели ВМРО и таа другата нивната коалиција се русофили. Кој е ова? И националисти. И националисти. Значи, секој што ги брани интересите на Македонија е русофил, антиевропски настроен, националист и така натаму. Уште само од 2000 и која беше стабилизација асоциација? 2001. 2001 беше. Ја потпиша ВМРО да помогне. Согласувате со мене? Видите, прво во Македонија, осим некои екстремни случаи, никој не е против европската Имаше интеграција. декларација 93-та во парламентот. Видите, никој не и никој нормален не може да биде, затоа што Европската унија е цивилизацијско достигнување И вредност. и вредност. Сите што сметаат дека ќе пропадне вамо тамо грешат. Таа ќе опстои зашто е цивилизацијско достигнување. Ниедно цивилизацијско достигнување во историјата не пропаднало. Разбирате? Може да се редефинира, да се преструктурира, нели Британија излезе, може еден ќе се врати, може друг ќе излезе. Ќе има други членови евентуално. Меѓутоа тоа е достигнување и вредностите, се тамо што се пропагира, иако има двојни стандарди да се разбереме, поготово кога сме ние во прашање, има девијации кои не им служат на чест, али во целина. Македонија треба да направи се да влезе во Унијата, меѓутоа Реформите да се реформираат. Меѓутоа, да се разбереме, не по секоја цена. Ако, знаете, ако вас или мене некој ми понуди работа за 10.000 евра месечно, што за наши прилики е незамисливо, али да ви постави непристојни услови, Предлози? ќе го одбиете. Значи дигнитетот е битен. Видите, значи ќе го одбиете. Ако сте човек, ако сте личност, ако сте ѓубре, ќе го прифатите. Тоа важи за нашиот народ. Така, тоа не е спорно. И во таа цела ситуација клучно е што Унијата уште долги години нема да се шири и по мое уверување, не тотално, не целосно, али 90% никогаш повеќе нема да се шири како до сега. Па фон дер Лајен кажа дека нема гаранција ни 30 година. Не, 30 година е шега, разбирате. Значи, Европската Унија нема да прима нови членки, меѓутоа таа ќе се шири, а на еден индиректен начин, што веќе се спроведува. За таа цел, прво ја променија преговарачката рамка, тоа французите, процесот на преговори е сега така формулиран да никој од европските, од балканските земји никогаш нема да стане членка. Ви гарантирам тоа. Второ, затоа направија повторно Франција, Макрон е тука носител на сите тие активности, направија Европска политичка заедница. Тоа се утешни награди. И сега ова што вчера и завчера беа тука. Интеграција на 6 држави? Тоа е поголемата, 4 столбови што ги наведе овај фон дер Лајен, 4-тиот од нив е поголема достапност до фондовите на Унијата. И тоа сега се случува, 6 милиарди се одвоени, за да го убрзаат развојот на земјите. Затоа во преговарачката рамка, сега, знаете што е клучно, што никој не го знае тоа. Луѓето не читаат длапински и не ги сваќаат работите. Во неа вели, ќе се примат нови членки, не само со правосудството, криминалот, корупцијата, се нешто што не може да го игнорираш. Вика, кога кандидатите ќе бидат компатибилни со економскиот развој со Европската Унија. Што значи? Што значи тоа? Ево сега кажа, балканскиве земји имаат околу 6.000, 7.000, 8.000 евра по жител буто домашен производ, БДП. Европа има 35.000. Да бидат компатибилни, треба да имат макар 20.000. И сега овие пари, потврда на таа теза дека никогаш нема да влеземе во Европската Унија, сега велат за 10 години да се дуплира тој БДП по пер капита по жител, што не може да биде за 10 години, не може да го дуплираме. Ама нека оди за 50%. Ќе биде напредок. Далеко од Европската Унија. И нема шанса да те примат, бидејќи не си компатибилен. Велам. И во тие рамки, сваќате,
Сега, да се вратиме на вашето прашање и на американскиот висок представник за Обраен. Европа и Азија. Тој беше во ноември, кога беше самитот, тоа не е самит, тоа е конференцијата, беше министерска конференција на опсте во Скопје и тогаш ни кажа дека не може да купите автомобил од Мицковскиот шефот на ВМРО. На ВМРО. Не може и не гласајте за опозицијата. Каде се има видено таков начин? Јас напишав колумна под наслов Американски безобразлук. И тоа нема друг збор. Реков, тоа не е дипломатски израз, ама ситуација во нашата држава е таква што можеш да го шириш тој вокабулар на еден непристоен начин, ако сакате. Како се однесува тој фидбекот е? И сега можеме ги имаме тие слайдови што веќе ги имавме предвидено од таа средба. Повелете, еве сега јас ги донесов и ова неговите вчерашни изјави. Повелете. Тој вели вака, вика. Прво имаше, знаете, спекулации, јавноста беше известена дека он ќе дојде со non-paper, кои треба да го подпишат албанските опозицијски партии, да го блокираат ВМРО после победата на изборите, со кои ќе тие се обврзат дека нема да коалицираат со било која македонска партија, која нема да се обврзи дека во рок од 6 месеци ќе го промени уставот. Значи дека ќе капитулира. Што е уцена, ултиматум и де факто скандал, тежок скандал. Меѓутоа, тој вели дека тој не донесол таков non-paper, али му рекле дека ќе го прашаат за тоа. Видите, он не може да донесе, не мора да каже кога донел non-paper, што им рекол на албанците. Така ќе постапите или не мора да напишете ништо, ќе кажете, разбирате. И сега вели он, значи нема дека нема да коалицираат со ВМРО-то ДПМН и вели, останува на тоа што го кажа во ноември, а и тоа што го кажав денес. Сметаме дека зависи од граѓаните на Македонија да решаваат за патот понатаму. Тоа не е спорно. Сметам дека една партија, власта, предлага пат напред и прифаќа критики затоа што на некои луѓе им се допаѓа или не им се допаѓа таа насока. Тоа е, значи, власта. Таа е демократска, отворена, прифаќа критики и кажува, одиме во Европската Унија. Затоа ништо не прават, али тоа не го согледува. И вели, друга партија, опозицијата, ветува дека ќе смисли начин, че не знае, тие се во под маса, не знае што прават, не знае што тако, која ќе смисли друга партија која ветува ќе смисли начин со кој ќе се предвижат напред и мислам дека е правично граѓаните на државата да ја прашаат таа партија така натаму. Ова не е безобразлук. Дрско и предрско. Ова е да сме ние држава како што треба. Во еден ваква изјава негова официјална. И знаете што е најсмешно? Со станокот со Европската Унија, за тие пари, на крајот, Македонија е домакин. Домакин е нашиот премиер. Тој има пресконференција со Обраен. Што има Обраен со таа работа? Ништо нема. И сега видите, после на ваква, да ја завршам мислата, после на ваква изјава, после вакво тежок безобразлук, државата го прогласува тој човек за персона нон грата. Да не смее да влезе повторно. Зашто он ни кажува, пазите, он не е било кој. Он е представник на најголемата светска суперсила, која сака да диктира во цел свет и доаѓа дома нас ни држи лекции. Па таков човек, као што некои од бугарите после долго време ги прогласија за персони нон грати, тој Джамбаски, тој Джамбазот, разбирате, тој со националистички пораки. Да, значи ова се прогласува за персона нон грата. Бидејќи влегувам финалето, само за потсетување, самиот председател на ВМРО ДПМН и предводник на оваа голема опозициона коалиција рече дека после изборите ќе се сретнеме со властите во Бугарија. Со тоа што направи, испрати порака, не до Бонафиде, туку чисто политички и партиски став, разумно, дека он не избегнува комуникација и разговор. Оти завршуваме. Видите, мислам дека опозицијата ќе сгреши ако во својата програма предизборна не предложи радикални промени. Ќе сгреши сериозно и мислам дека тоа ќе и биде прво Обраен помалце е во право.
некои работи клучни, опозицијата не ги расчистува. Мисли, софти беа многу меки? Видите, мислам дека не ги расчистува до крај. Македонија или ќе го откаже договорот за непријателски протоколите со Бугарија, со што автоматски паѓа и преговарачката рамка, која е неприфатлива, со која Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија, паѓа и обврската ултиматума за промена на уставот. Ако тоа не го најави, не го направи опозицијската партија, ќе биде во тежок цајфнот, разбирате. Затоа, тоа околу најавата дека ќе има контакти, тоа е нормално. Прво ќе им кажеш дека, луѓе, овај договор, Не, е договор прифатлив. за пријателство, а тој воз основа тој договор те блокирате, бе. Па како договор за пријателство е? Амбасадор. Значи, само уште една реченица, значи, ако не се оди радикални промени, нема државата да тргне напред, ќе се врти во мајгерстан круг и ќе продолжи да пропаѓа и опозицијата ќе мора да го менува уставот. А тоа ќе биде катастрофа за неа и ќе го изгуби рейтингот и ќе го изгуби својата вредност, реална вредност во општеството. Многу ви благодарам. Ова е Беше почеток на нашиот ни беше серијал задоволство. со вас и мене и чест и задоволство и научивме доста, особено во дипломатијата. Ви посакам добро здраве. Благодарам. Почитувани амбасадор Христо Никовски го пати многу пораки, многу уроци, да речам. Не да го урочат, лекции до господот Бујар Османи да научи што е дипломатија. Вите живи здрави, надминав една минута, се гледаме во петок во нашата емисија Политички магазин. Пријатна вечер. Во исто време на вистинска телевизија.